Добро вечер. Централен дневник на регионалната К1. Настаните кои го одбележаа денот ги донесуваме веднаш по најавите. Останете со нас. Стапката на невработеност во Република Македонија на најниско ниво. Енергетски ефикасни светилки се поставуваат во кавадаречките села. Старте Овчанец го реновира стариот напуштен селски дом. Сега е пренокилиште за сите посетители на селото. Стапката на невработеност во Република Македонија на најниско ниво досега. Според последните податоци на Државниот завод за статистика, намалувањето на невработеноста во земјава заклучно со вториот квартал од годинава е на 26,8%. Според последните податоци на Државниот завод за статистика, намалувањето на невработеноста во земјава, заклучно со вториот квартал од годинава, е на 26,8%. Станува збор за историски најнизок процент на невработеност во Македонија. Истото се должи на силните заложби на македонската влада, која со низа проекти ја исполнува својата примарна цел – да се отворат нови работни места. Директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија, Владко Поповски, смета дека во наредниот период ќе се отворат нови работни места. Во најскор период, односно што следи наредните 3 до 4 месеци, за добар скок има на вработувањата, значи во делот на инвестициите, во делот на нови капацитети, во делот на домашните компании кои што виделат позитивна клима во Република Македонија, оно што го нуди владата на Република Македонија и инвестираат во нови погони и сакаат да дополнително вработат луѓе со оние мерки и стимулации кои што ги нудиме како Агенција за вработување. Во 2007 година невработеноста беше намалена на 34,9% и истата континуирано се намалува. Во 2008 изнесуваше 33,8%, во 2009 32,2%, во 2010 32%. Во 2011 година стапката на невработеност во Македонија изнесуваше 31,4%, една година подоцна 31%, за во 2013 дополнително да се намали на 29%. Минатата година стапката на невработеност во Македонија изнесуваше 28%, за годинава да биде достигнато историско намалување на невработеноста од 26,8%. Уште еден капитален проект во општина Кавадарци. Постоечките светилки во селото се заменуваат со нови енергетски ефикасни. Половина од сијалиците веќе се набавени и замената е започната. Досега се инвестирани околу 3 милиони денари. Планирано исто толку да се инвестираат во наредниот период. Општина Кавадарци започна со уште еден капитален проект – замена на постоечките со енергетски ефикасни светилки во селата. Досега се инвестирани околу 3 милиони денари, а планирано е исто толку да се инвестираат во наредниот период. Половина од сијалиците, односно 280, веќе се набавени и се заменуваат, а другата половина наскоро ќе се набави со помош од средствата од Светска банка. Така што во наредниот период од неколку месеци сите села буквално во Кавадаречката општина ќе бидат со нови светилки. Тие не се лед диоди, туку се неонски светилки, кои што се исто така штедливи, меѓутоа неколку неонските светилки и имаат поголем век на траење за разлика од класичните. Општина Кавадарци веќе 4 години има енергетски ефикасни светилки, а со заокружувањето на замената на истите во околните села, комплетно општината ќе има штедливи улични светилки. Досега, значи без заменети светилки во селата имаме 50% заштеда во делот на потрошувачката на електрична енергија и фактички таа заштеда која што имаме ние ратата која што ја плаќаме кај нашиот партнер. Според градоначалникот Панов, ова е инвестиција која сама себе си се отплаќа. Езерото Младост место за одмор, спорт и рекреација. Освен Велешани, посетители има и од другите градови од земјава. Наскоро на ова место ќе се гради и нова викенд населба каде ќе се продаваат парцели за изградба на куќи.
И во последните денови од летото, езерото Младост со голема посетеност. Освен велешани, на езерото Младост рекреираат и туристи од цела Македонија. Некои неделниот ручек го подготвуваат на скара, некои пешачат по патеката, а страстните риболовци очекуваат добар улов. Тука сме затоа што е добро, идеме на релаксација, ловиме риба. Поради тоа што е тука многу убаво, значи секоја недела сме тука. Доаѓаме често, да, секоја недела. Прошлите недели сме со повеќе друштво. И ни се допаѓа место, тоа што има природни сенки. Плюс по препорака од еден пријател што 25 години тука уште кој имало приколици, кампови, такви работи, ни кажа дека е многу фина водата, имало алги, некои ретки тука што ги нема по други езери. Според плановите на локалните власти, на езерото Младост ќе се гради нова викенд населба, каде ќе се продаваат 45 парцели за изградба на куќи. Новата викенд населба ќе биде од типизиран вид, каде сите куќи ќе бидат со исти изглед. Според локалната самоуправа, езерото Младост представува добра дестинација за градење објекти, каде ќе се развива транзитниот туризам. Покри можностите за развој на транзитниот туризам, на Младост ќе се развиваат и многу спортови. Неодамна на езерото се одржи државниот маратон, а риболовните друштва одржуваат меѓународни надпревари. Стариот селски дом во Теово добива ново руво. По 40 години поминати во странство, теовчанецот Стојан Трајковски се враќа и ги купува старите ѕидини. Над нив изгради пренокириште за посетителите на Теово. За него ова е од големо значење за оживување на селскиот туризам. Теовчанецот Стојан Трајковски по 4 децении поминати во Австралија одлучил своите пензионерски денови да ги помине во своето родно село. Од љубов кон местото за кое го врзуваат спомените од младоста, го купува стариот напуштен селски дом и одлучува да му го врати стариот сјај. Рушените ѕидови ги издигнува во пренокиште за сите оние кои случајно или не минуваат низ селото или одлучиле да го посетат. Сите 40 години мислата ми беше да се вратам дома и да потрошам цела инвестиција, цела заработувачка што се имал, да се употребам во својот роден крај. Сакам да бидам кај што биле моите стари, кај што завршиле и ја да се завршам во истата, во мајчината земја, во татковината. Мално топол домот е со капацитет од 14 кревети, наскоро ќе се постават уште 6. Сите посетители на располагање имаат и кујна и топла бања. Видикот од селскиот двор ги отсликува убавините на азотијата. Ово објект беше напуштен, мислам, од пред комунистички систем, беше како селски дом, како школа и на друго. Кога дојдов видов дека се распаѓа, имам во мисла да го способам за преночишта и преку летниот сезон за преночишта, престојување и така. Домот нуди и дополнителни простории кои дедо Стојан има намера да ги издава под наем. Вели дека се одлична прилика за развивање на мал бизнис. Општина Велес ќе ја финансира актерската награда Петре Прличко. Оваа награда беше воспоставена од актерите од Народниот театар Јордан Хаџиконстантинов Джинот Велес и членовите на Сдруженијето на драмски уметници на Република Македонија, Джинот од Скопје. Советот на општина Велес на 40-та седница донеса одлука за изменување и дополнување на одлуката за востановување актерска награда за животно дело Петре Прличко. Оваа награда беше востановена од актерите на Народниот театар Јордан Хаџиконстантинов Джинот од Велес и членовите на Сдруженијето на драмски уметници на Република Македонија Джинот од Скопје, кои ги обезбедуваа парите за наградата. Поради недостиг на средства, театарот не е во можност парично да учествува. Сдруженијето пак веќе формално правно не постои, затоа што не е пререгистрирано. Со измените на оваа одлука, општина Велес од буџетот ќе го обезбеди паричниот дел на наградата што го обезбедуваше и досега и ќе обезбеди и цветен аранжман и плакета со ликот на Петре Прличко за добитникот на наградата. Што се однесува пак до предлозите за членови на Комисијата за избор на добитник на актерската награда Петре Прличко,
2 члена од комисијата треба да бидат предложени од институцијата чија основна дејност е театарската уметност. Наградата се врачува по повод 9 ноември, денот на општина Велес. На овој настан, општината има гости од повеќе збратимени градови од странство, што представува одлична можност истите да се запознаат со нашата култура. Конзерваторско-реставраторски работи се изведуваат на мозаик од локалитетот Стоби со површина од 82 метри квадратни. Истовремено во овој локалитет се работи на гледалиштето на театарот. Еден од најубавите мозаици откриени во Стоби, мозаикот од нартексот на Епископската базилика, периодов подлежи на конзерваторско-реставраторски работи, кои се изведуваат со поддршка од Министерството за култура. Истите се состојат од чистење, миење, консолидирање и лиење на нова варова подлога на различните фрагменти, пошто тие се фиксираат на носач од алуминиумско саќе. Мозаикот датира од раниот 6 век, со вкупна површина од 82 метри квадратни, на која во 8 квадратни полиња се представени зооморфни представи, комбинирани со геометриски мотиви. Овој проект е всушност продолжение на конзервацијата на мозаикот од нартексот на Епископската базилика, чие отстранување од оригиналната позиција започна во 2012-та. Истовремено во локалитетот Стоби во континуитет се работи на гледалиштето на театарот. Се работи за долгогодишна подготовка на театарот, нели? Имаше фази на археолошки истражувања и сега на ред е конзервацијата на тој објект, значи второ по големина театар во Република Македонија, антички театар изграден во римско време, значи седиштата ќе се проложат, ќе се надоместат. Очекувањата се овие долгогодишни подготовки на амфитеатарот во Стоби да бидат завршени наскоро, а идната година, откако ќе се финализира работата, и мозаикот ќе биде подготвен да се врати назад на оригиналната позиција во базиликата. Претходно во целост беше завршен и проектот за конзерваторско-реставраторски работи на мозаикот во старата Епископска базилика. Ракометниот клуб Борец се подготвува за новата сезона во Суперлигата. Главна цел на клубот оваа година ќе биде обезбедување на опстанок во најдобрата ракометна лига во Македонија. Раководството на тимот задоволно од продажбата на сезонските билети. Новата сезона започнува на 19 септември. Во пресрет на новата сезона во тек се последните подготовки на ракометниот клуб Борец за Суперлигата. Со новите играчи во тимот, крилата Ѓорги Кучиновски и Оливер Пешовски, потоа голманот Огнен Трајковски и пикерот Дарко Јанев и со постоечкиот кадар кој веќе го имаат. Главна цел на клубот во новата сезона ќе биде обезбедување на опстанок во лигата. Тие преку турнир со екипите на Врања, Радовиш и Прилеп се подготвуваат за освојување на нови победи. Раководството на Борец, кој оваа година за прв пат пушти во продажба сезонски билети за надпреварите кои тие ќе ги одиграат на домашен терен, е задоволен од текот на нивната продажба. До сега се продадени околу 200 билети. Новата сезона во ракометниот шампионат на Македонија започнува на 19 септември, а екипата на Борец во првото коло го пречекува вториот тим на Металург. За 24 часа издадени 2413 потврди за азил. Честитки по повод еврејската нова година. Вестите од Македонија во продолжение. Празникот што го прославува еврејскиот народ на овој ден представува символ на новите почетоци, на прифаќањето на минатото и на смело зачекорување кон непознатото кое го носи иднината, исчекувањето, можноста за остварување на соништата и желбите во времето кое доаѓа, ни дава сила да се соочиме со секојдневието, ни ги ослободува умот и душата и им дозволува да живеат необременети од стегите на минатото, стои во честитката од премиерот Никола Груевски. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов по повод еврејската нова година Рош Хашана упати честитка до припадниците на еврејската заедница во Република Македонија и до нејзиниот председател Берта Романо Николич. По повод големиот празник, тој посака предстојните празнични денови да се прослават во духот на повеќевековната традиција во семеен мир и добросостојба. Рош Хашана е празник на кој припадниците на еврејската заедница се присетуваат на сите добри и лоши дела во текот на изминатата година. Председателот на Собранието Трајко Велјановски посака новата година според еврејскиот календар да биде успешна, исполнета со мир и добросостојба и просперитет.
Министерството за внатрешни работи во изминатото деноноќе издело 2413 потврди, од нив 1480 се од машки пол, 288 се од женски, 504 се деца кои го придржуваат носителот на потврдата, како и уште 141 дете кои патуваат без родител, за искажана намера за поднесување барање за признавање на право на азил. Според државјанството на лицата на кои им се издадени потврди, најбројни се државјаните на Сирија, Авганистан, Ирак, Палестина и Пакистан. Во периодот од 19 јуни до денес издадени се потврди на вкупно 75.087 странски државјани. Од започнувањето на издавањето на потврдите до 11 септември 2015 година до оделението за азил поднесени се 49 барања за признавање на право на азил врз основа на претходно издадена потврда, при што 36 барања се од државјани на Сирија, а од нив 10 за деца, 3 барања од државјани од Пакистан и Авганистан, од нив 40 деца кои го придржуваат родителот, по 2 барања од државјани од Мароко, Алжир и Ирак и 1 барање од државјани на Египет. Удавени се 28 мигранти, меѓу кои едно дете откако потона бродот со мигранти во Средното море. Ал-Каеда ги повикува младите муслимани во САД и западните земји да вршат напади во овие земји. Во Германија во текот на викендов се очекува да пристигнат околу 40.000 бегалци. Удавени се 28 лица, меѓу кои едно дете, откако брод со мигранти потона во Средоземното море. Телата биле извлечени од морето на брегот на Грција. Крајбрежната стража спасила 68 лица, а 29 успеале сами да стигнат до брегот. Продолжува потрагата по патници од превртениот брод. И натаму трае потрагата по 4 деца и еден возрасен мигрант, кои вчера исчезнаа во водите во близина на островот Самос, во источниот дел на Егејско море, но засега без некакви конкретни резултати. Според податоците на Меѓународната организација за миграција, бројот на мигрантите кои дошле во Европа преку Средоземното море од почетокот на годината е над 350.000 луѓе. Главниот дел од нив пристигнале преку Грција, околу 218.000, следат Италија околу 114.000, Шпанија околу 2.000 и Малта 94 лица. Ајман Ал-Завахири, водачот на Ал-Каеда, ги повика младите муслимани во САД и западните земји да вршат напади во овие земји. Ги повикувам сите муслимани кои можат да им наштетат на земјите од коалицијата на крстоносците да не се колебаат тоа да го сторат, изјавил Завахири во аудио порака објавена на интернет. Тој рекол дека сега војната треба да се пренесе во срцето на западните земји, а најмногу во Соединетите Американски држави, во домовите и градовите на крстоносците. Ал-Завахири додал дека неговите приврзаници, доколку е можно, ќе ги поддржат джихадистите од ИСИС во нивната борба против западната коалиција во Ирак и Сирија. Во текот на викендот во Германија се очекува да пристигнат околу 40.000 бегалци. Поголем број од нив се очекува да пристигнат во Минхен. Властите веќе распоредија дополнителни 4.000 војници за логистичка поддршка. Откако владата објави дека ќе ги разгледа барањата за азил на мигрантите, Германија стана атрактивна дестинација за бегалците. Германската канцеларка Ангела Меркел ги охрабри бегалците кои пристигнуваат во Германија да го научат јазикот и да создадат нови контакти, бидејќи така подобро ќе бидат вклучени во општеството. Бегалската криза ги откри длабоките поделби во Европската Унија. Европската комисија објави план за задолжителни квоти на бегалци, кои секоја членка треба да ги прифати, но Чешка, Полска, Словачка и Унгарија се противат на тоа. Унгарија, која тешко се справува со напливот бегалци, е посебно критикувана поради нехуманиот третман на имигрантите од страна на безбедносните органи. Македонските борачи без победа се враќаат од светското првенство. Кошаркарскиот шампион на Македонија ги започна подготовките за предстојната сезона. Вестите од домашен спорт во продолжение.
Разочарувачкиот настап на македонската боречка репрезентација на светското првенство на кој организатор беше градот Лас Вегас го комплетираше и последниот наш представник Бобан Данов. Откако претходно Халил Зубаиров и Јасин Реджалари не успеаја да постигнат ниту една победа, а од непознати причини воопшто не настапи Дејан Митров и последниот македонски борач не се разликуваше по резултатите. Тој во дуел против Луис Фелипе од Венецуела загуби со резултатот 9:1. Со тоа пропаднаа надежите за пласма на некој македонски борач на Олимписките игри следната година во Рио. Две победи и еден пораз е билансот на кошаркарскиот шампион на Македонија на подготвителниот турнир за престојната сезона. МЗТ подготовките ги започна на турнир во Романија, каде по победата против екипата на Интер Братислава и поразот од домакинот на турнирот Орадеја, денеска славеа во надпреварот против Фехервар. На истакнати поединци, новија надпревари за македонскиот шампион беа Дреновац и Љубичик. МЗТ на овој турнир настапи без репрезентативците на Македонија, Марко Симоновски, Војдан Стојановски и Предраг Самарџиски. Юнајтед го победи Ливерпул. Меси донесе победа на Барселона. Формирани се 2 четвртфинални надпревари на Евробаскетот. Денес ќе бидат познати и вторите 2. Маркес победи, Лоренцо не стигна до целта на возбудливата трка во Сан Марино. Во петото коло од англиската премиер лига се одигра вечното дерби помеѓу Манчестер Юнајтед и Ливерпул. Црвените ѓаволи победија со 3:1 на головите ги постигнаа Блинд, Ерера од пенал и најновото засилување Мартијал. Бентеке го постигна единствениот гол за гостите кој претендира за најдобар гол во сезоната, а актуелниот шампион на Англија Челси загуби уште еднаш, овој пат од Евертон со резултатот 3:1. Во Шпанија Атлетико Мадрид загуби на домашен терен од Барселона. Победата на каталонците им ја донесе Лео Меси кој влезе во игра во 60-та минута. Реал Мадрид со 6:0 победи на гостувањето кај Еспањол. Кристијано Роналдо постигна 5 погодоци на тој меч и го престигна Раул на вечната листа на стрелци во клубот. Во германскиот шампионат пак и по 4 одиграни кола Борусија Дортмунд останува на лидерската позиција. По победата над Хановер со резултатот 4:2, а Бајерн Мюнхен победи во мечот против Аугсбург со сомнителен пенал во 90-та минута. Во италијанското првенство актуелниот шампион се спасуваше од пораз во надпревар против Киево. Тој меч заврши со резултат 1:1. Во текот на вчерашниот ден на Евробаскетот беа одиграни првите 8 финални дуели. Победливата победа на домакинот Франција против Турција со резултат 76-53, во четвртфиналето тие ќе играат против Латвија, која пак ќе изненади Словенија. Во второто четвртфинале ќе се сретнат Грција и Шпанија кои беа подобри од Белгија, односно Полска. Денес Хрватска доживеа неочекуван пораз во надпреварот со чешката репрезентација, а мечот заврши со резултат 80-59. Ова ќе биде прво четвртфинале во историјата на Евробаскетот за Чешка како независна држава. Најзаслужен за овој успех на чесите беше Јан Весели кој запиша 20 поени и 13 асистенции. Србија ја победи Финска со 94-81, а Радулјица и Бјелица постигнаа 27, односно 19 поени. Со надпреварите Израел, Италија и Грузија и Литванија ќе бидат комплетирани останатите четвртфинални парови. Италијанската тенисерка Флавија Пенета во својот прв настап во финалето на US Open ја освои титулата. Таа во финалето за час и половина ја совлада својата сонародничка Роберта Винчи со 2:0 во сетови, а воедно стана и најстарата победничка на ова надпреварување. 33-годишната тенисерка по освојувањето на својата прва Гранд Слем титул најави крај на својата кариера. Вечерва во 22 часот започнува финалето во машка конкуренција, во која ќе се сретнат Роџер Федерер и Новак Џоковиќ. Ова за швајцарецот ќе биде прво финале по пауза од 6 години. Во меѓусебните дуели Србинот води со 7:6, а последниот дуел на US Open го има во 2011-та. Актуелниот шампион во MotoGP, шпанецот Марк Маркес, најдобро се снајде и победи на трката која беше возена по влажна патека денеска во Сан Марино. На втората и третата позиција завршија Брадал, односно Баз. Освојувачот на пол позицијата Лоренцо не ја заврши трката откако на 8 круга пред крајот излета од патеката, а Валентино Роси поради лошата тактика на неговиот тим и покрај водството трката ја заврши на петата позиција. Во генералниот пласман Роси е зголеми предноста пред неговиот клупски колега. Сега тој има 247 болови, а Лоренцо 224. Следната трка во MotoGP шампионатот е за 14 дена.
Денеска времето беше претежно сончево и со благ пораст на температурите. Да погледнеме какво време не очекува утре. Ова беше последната информација за денес. Останете и понатаму со нашата програма. Пријатно!